Поминаа точно 10 дена откако Министерството за култура објави кои проекти ќе ги поддржи годинава како национален интерес. Секоја година има незадоволни, но никогаш толку како годинава. Културата не може и не смее да биде монета за подкусурување и пеглање на партиски интереси на поединци. Деновиве бев известен дека сум одбиен бидејќи сум немал доставено покана од организаторот. И јас денес дојдов да видам бидејќи знам дека доставив покана и го отворија тоа пликото со моите документи, а вика тука била поканата. Гласни беа и национални установи, политички партии, член на комисијата даде издвоено мислење, а друг се повлече од Советот за култура. Доволно за прв пат годишната програма да биде од интерес на друга институција. Новите антикорупционери ќе истражуваат дали при распределбата на средствата во годишната програма за култура се работело противзаконски. Дали критиките и проверките ќе сменат нешто или се ќе остане по старо, ќе се одлучи на средба меѓу министерот за култура Асаф Адеми и премиерот Зоран Заев. Во меѓувреме, 360 степени погледна подлабоко за да провери што точно содржи програмата и дали држат критиките. Вака на компјутер изгледа годишната програма за поддршка на културата. Поделена е во 11 дејности, а секоја дејност има по неколку подкатегории, или вкупно 27 во целата програма. Секоја подкатегорија е Excel документ во кој е напишано кој проект и автор е поддржан, колку пари барал авторот, колку му дава Министерството и каква оценка добил проектот. Првата важна бројка до која дојдовме е дека уметниците, локалните и националните културни установи, но и професори, уставен судија, други институции и фирми побарале вкупно 28,3 милиони евра поддршка од Министерството за култура. Во оваа бројка не се вклучени парите побарани за проектите кои што целосно беа одбиени. На крај Министерството за култура одлучило да поддржи проекти со вкупна вредност од 9,3 милиони евра. Поделено по дејности, најмногу пари одат за музичка и музичко-сценска дејност, околу 2 милиони евра. За драмска дејност околу 1,5 милиони евра и близу 1,3 милиони евра за издавачка дејност. Останатите добиваат од 1,1 милиони до 15.000 евра. Токму за дејностите во кои поддршката е најголема, имаше и најголеми реакции. Во музичка и музичко-сценска дејност тоа беа критики дека не се најдоа пари за Скопскиот џез фестивал. Одговорот на Министерството беше не ги доставиле потребните документи. Според анализата на 360 степени, најголем дел од колачот во оваа програма оди на Македонската опера и балет, на Охридско лето и на Македонската филхармонија, за представи и други трошоци. Или вкупно за овие институции одат 1,25 милиони евра. Близу 300.000 евра одат на контото на следните 10 на ранг листата, во најголем дел приватни продукции и здруженија. Доминираат настани или фестивали од Тетово, како здруженијата Алегрето, Артал, Джезинг Арт, кои добиваат пари за фестивали, концерти и џез фестивал под шара. Не можевме да најдеме повеќе детали за приватната фирма Inbox Entertainment, бидејќи вакво име не постои во централниот регистар. А интересно е затоа што за организација на фестивал има добиено 50.000 евра, што е најголема сума за индивидуален проект по националните установи. Остатокот од парите, околу 400.000 евра, го делат повеќе од 100 субјекти. Втората најголема програма, драмска дејност, беше мета на критики, затоа што дел од театрите добиле значително помалку средства за проекти од минатата година, за сметка на други кои што добиле многу повеќе. Дел од оние што критикуваа препознаа и етнички клуч во оваа распределба. Фактите се следни. Намалени се парите за проекти на МНТ за околу 30%, на Драмскиот театар за околу 10%, за театарот во Битола за околу 30%, за Турскиот театар исто така за 30%, но и за театарот во Тетово за околу 25%. Повеќе пари од лани добиваат албанскиот театар од Скопје за речиси 30% и предсено во формираниот театар во Гостивар, кој добива сума која е половина од наменетата за МНТ. Речиси исто како лани добил театарот Комедија. Ако на купчето се додадат и парите за сите други добитници на средства во драмската дејност, фестивали, локални установи, правни и физички лица, па потоа се направи груба поделба според јазикот, математиката вели дека околу 61% од парите одат во театри, фестивали или представи кои ќе се играат на македонски
или ги организираат институции и правни лица кои ги водат македонци. Околу 35% од средствата завршиле кај театри, фестивали или представи кои ќе се играат на албански јазик или ги организираат институции и правни лица кои ги водат албанци. Остатокот е за другите јазици. Избор направен според јазикот, етничката или политичката припадност е критиката и за програмата за издавачка дејност. И тука направивме груба пресметка според имињата на авторите, сопствениците на издавачките куќи или темата на книгите. Пресметката покажа дека издавачите на македонски јазик или авторите македонци добиле околу 55% од парите. Кај издавачите на албански јазик или авторите албанци се доделени околу 41% од средствата. Остатокот е за организации или автори на другите јазици. Ако се поредат по висината на добиените средства, најмногу пари од оваа програма одат за струшките вечери на поезијата. Следува поетската манифестација Денови на наим и семинарот за македонски јазик. А потоа повеќе издавачки куќи, како на пример Лума График, Енеа, Литера Груп, Шкупи, Ватра. Меѓу нив се и две јавно познати имиња: Арс Ламина од Скопје и Арберија Дизајн од Тетово. Компании кои повеќе години ги добиваат тендерите за печатење учебници и други владино финансирани проекти. И едната и другата имаат добиено по околу 18.000 евра. Нивното учество отвара повеќе прашања за начинот на субвенционирање во културата, бидејќи во последниот годишен финансиски извештај имаат пријавено профити од 1,8, односно 3,2 милиони евра. Во долгиот список на добитници може да се најдат и имиња на повеќе универзитетски професори. Некои од нивните наслови делуваат повеќе на учебници што ќе ги купуваат студентите отколку на литературни дела од национален интерес. Друг интересен пример е што меѓу списанијата за култура, субвенции има и за политичкиот месечник Шења. Меѓу добитниците има и политички интересни имиња. На пример, близу 6.000 евра добило Сдруженијето Диван, каде меѓу основачите се јавува пратеникот Зекир Ромчиловиќ. Ова здружение добило пари минатата година, но тогаш значително помалку, околу 2500. Клучното прашање е тогаш, по кој принцип е одлучено кому колку пари да му се доделат. Министерството за култура тврдеше дека за прв пат постои бодување кое е транспарентно објавено. Но токму тука има голем проблем. Еве 3 проекти во издавачката дејност кои биле оценети исто со 80 бода, а добиле различен процент од средствата што ги побарале. Проектот на издавачката куќа Вока 4 е поддржан со 45% од побараните средства. Проектот на Фуркан ИСМ со 46%, а проектот на Лума График со 80% од побараните средства. Ако за репер ја земеме висината на побараните средства, овие 4 субјекти предложиле проекти за кои барале поддршка од 100.000 денари. Александар Кујунџиски добил 86 бода за својот проект, а му биле одобрени 50% од побараните пари. Сите останати во оваа табела добиле помалку поени за своите проекти, но повеќе пари. Врв на нелогичноста во овој пример е тоа што авторката Стефани Арсовска, чиј проект е најниско оценет во оваа конкуренција со 78 бода, добила најмногу, дури 70% од тоа што го побарала. И за крај, само во издавачката дејност се поддржани околу 750 проекти. Владата е с големи транспарентноста за секој да може да види кој за што добил. Но се уште нема каде да се провери дали сите проекти за кои се дадени пари на крај на вистина се реализираат. И како?